вечер од Вашингтон. Ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Првите луѓе на американската автоиндустрија денес се во Вашингтон да бараат помош од Конгресот. Но најпрвен ке чуеме како реагираше посредникот на Обединетите нации Метју Нимец на македонската тужба против Грција. Нимец во кусата писмена изјава потврдува дека вчера бил известен од македонската влада дека покренала процедура против Грција во Меѓународниот суд на правдата во врска со времената спогодба меѓу двете земји од 1995. Посредникот на Обединетите нации наведува дека истовремено добил уверување дека овој потек нема да ја намали заложбата на македонската влада да продолжи со процесот во рамки на Обединетите нации за изнаоѓање на решение во спорот со името, како и дека владата има намера наскоро да назначи нов преговарач. А од Вашингтон, директорите на General Motors, Ford и Chrysler, заедно со раководителот на синдикатот на автомобилските работници, ке сведочат за состојбата во индустријата. Демократите во Конгресот заговараат план со кој 25 милиарди долари од 700 милиарди долари тешкиот владин пакет за спас на финансискиот сектор би се употребиле за помош на автомобилските производители. Но владата на председателот Буш смета дека би било погрешно да им се даваат готови пари пред да се побара да се реструктурираат и станат поконкурентни. Владата предлага производителите да го искористат предходно одобрениот заем од 25 милиарди долари од одделот за енергија, со кој се потикнуваат да понудат нови автомобили на поекономични горива. А новоизбраниот председател Барак Обама и неговиот довчерашен ривал на изборите, сенаторот Џон Маккейн, се заложија заедно да работат на решавање на економската криза и другите, како што ги нарекла, критични предизвици за САД. Тоа беше нивна прва директна средба по изборите. Македонија се представи на Соединетите Американски држави како одлична дестинација за странски инвестиции и тоа во време кога кредитната криза се повеќе го зафаќа светот. Кое е размислувањето за оваа идеја, кои се очекувањата и како тоа беше примено од следниот прилог? Изминатава недела, американците имаа прилика да ја чујат приказната за Македонија од аспект на напорите на актуелната влада да ја кренат државата повисоко на глобалната инвеститорска мапа. Во Сан Франциско и во Чикаго, владината екипа беше во мисија да ги убеди тамошните бизнес заедници дека тоа е приказна на упорност и посветеност да се успее, приказна за реални проблеми спротивставени со рационални решенија, на реформи за јакнење на демократијата, владењето на правото и пазарната економија. И како сето тоа мина? Разговаравме со неколкумина учесници и присутни. Еве ги нивните размислувања. Мајк Зафировски, бизнес ветеран со импресивно глобално искуство. Растеж и големи инвестиции се високи цели, вели тој, но јас сум охрабрен што инвестициите растат со стапка од 25 до 30% годишно, а бруто домашниот производ расте со 5 до 6% годишно. Во вакви услови тоа е многу охрабрувачко. Успехот носи успех. Јовица Палашевски е новиот генерален конзул на Република Македонија во Чикаго. Не можеме да очекуваме дека на првата средба ќе се донесе финална одлука од компанијата да инвестира во Македонија, али затоа сум јас тука да направам follow-up со тие компании, да ги информирам за сите други детали што ќе ги занимаат. Ова беше на бизнес форумот само една општа презентација за Република Македонија, а сигурно не ќе имаат во своите специфични дејности, ќе имаат и други прашања, значи специфични прашања за дејноста која обавуваат. Го запрашавме вице-премиерот Зоран Ставрески дали е најсрекно избран моментот за ваква презентација со оглед на кризата што го зафати светот. Па јас би рекол дека секогаш е добро да правите нешто што другите не го прават, затоа што ова е конкурентен свет и треба да бидете запаметени по нешто. Секаде велат дека се воодушевуваат од тоа како ние со толку ентузијазам и желба за подобрување на состојбите во Македонија и за економски успех во овие времиња доаѓаме и зборуваме за тоа и тоа ќе остане веројатно запаметено и можеби ќе донесе и одредени резултати. Ние сметаме дека потребно е постојано да се прават напори за подобрување на бизнес климата, но и за презентација на тоа пред инвеститорите. И така да задоволни сме од целина од приемот во Америка и од интересот на американските инвеститори. Виктор Мизо, извршен директор на Македонската агенција за странски инвестиции, размислува на иста линија.
Но едно што може нас да ни помогне во овој момент е тоа што ние може да сме една дестинација, компаниите кои не гледаат на краткорочно ниво, туку гледаат што ќе случи од 2 до 5 години понапрека, да директно сега изнајдат локација која ќе им помогне да бидат уште по-компетитивни и појаки во нивната соодветна индустрија кога оваква ќе заврши. Тука гледаме што може, бидејќи дури во автомобилската индустрија нормално сега е многу за посебно овде во Соединетите американски држави, но дали тоа значи дека за 1,5 година луѓето нема да купуваат коли? Напротив, тоа ќе продолжат да купуваат, но ќе опстанат само оние јаки компании кои донесле важни бизнис одлуки за да се позиционираат во иднина за да се уште појаки. Slađan Mihajlovski од компанијата Infinite Solutions вели дека вакви средби се добри за ширење на мрежата на соработници. Да, сега го ставивме добар број на контакти и сега на нас да направиме follow-up, да продолжиме со тие контакти да дојдеме до некој конкретен бизнес. Кај Вера Лалчевска, која е на постдипломски студии на Дюк универзитетот во Центарот за меѓународен развој, атмосферата оставила најголем впечаток. Многу е убаво да се осети амбиентата, многу се сите позитивно расположени, има многу министри наши дојдени премиерот и така натаму, и нивните изјави, нивните говори, навистина влеа инспирација за инвестирање во Македонија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Лилица Китановска. До гледање.